Добар ден, поздрав од ресторант Куманово СПА. Денес ќе имаме една интересна емисија. Ќе зборуваме за здравје, меѓутоа здравје на природен начин, како да го сочуваме, да го напредиме и да го негуваме. За таа цел денес ќе имаме специјални гости, ексклузивно во Куманово ни дојдоа двајца браќа кои имаат помогнато на многу луѓе во Македонија и пошироко преку овој природен начин на лекување. Од мојата лева страна Дејан Ачковски и од десната страна Кристин или Кико Ачковски. Здраво живо, како сте? Здраво, добар ден. Фала му и слава му Господ, здрави и живи. Така. Еве нагости во Куманово после киз неколку време. Так. И еден голем поздрав до тебе плюс и до сите гледачи Куманово, да. Јас реков во најавата, природен начин на лекување станува се поинтересен не само во Македонија, туку пошироко, затоа што она официјална или како ја викаат званична медицина на многу луѓе не им има помогнато на граѓаните. Вие имате во одредени ситуации помогнато на луѓето, но на почеток. Како и од кога се занимавате со оваа работа, односно овој интересен, да го кажам, бизнис? Се занимаваме 22 година, да речам, со билки. Почнавме на чуден, интересен начин. Баравме некој од фамилија да не имал да се занимавал исто со билкарство. На крај после години откривме дека вистина не сме биле дрво без корен. Сме имале во фамилија, меѓутоа не сме знаеле. Се почна преку музиката. Фамилиарно се занимаваме, музичари сме. Меѓутоа, еве 20 години веќе навлеговме во билките, во тајните, така да оставивме музика, оставивме се. Навистина благородна професија. Нема споредба. Да, дали имал некој повод што сте влегли во овој бизнис, некоја мака да кажеме ве натерала или ете љубов се јавила кон оваа работа? Сосема спротивно, пак ќе го дополнам Кико со интересната приказна. Во 2000 година имаше во Прилеп се отвори школа за црковно пеење, православно црковно пеење, византиско. Одиме, нема проблем. Тргнавме таму, со нас одеше човек и разбра човеков дека имаме импровизирано студио дома, вели, дали може вика една песна да снимиме, вели, кај вас. Може, викам како не може. Снимивме една песна, после едната песна следува прашање, а дали може вика уште 9 да снимиме едно CD да ми остани спомен. Може, викам, нема проблем. Се сними, сето тоа човекот весел иде и ни носи CD и ни носи масти. И вели, ова е фамилиарен рецепт, ова е ваков рецепт. А од каде молам ти фамилиарен рецепт ова со масти? Па вика, јас сум агроном биолог. Понатаму приказната следи. Еве ви книги, ни даде една од најдобрите, неколку од најдобрите литератури. Ме зеде неколку пати в планина и шо велиме по прилепски ние чивијата. Еднаш додека да влези, дури не ме интересираше воопшто да одев, например, попат да гледам изненадено ништо. Сега, одиме попат и само гледаме шо има. Која билка, кај расти, шо е, зошто е. Заедно тргнуваме, сосема друго завршуваме. Каде било вашето прво качување на некоја планина да берете билки? Се разбира тоа што е најблиску до тебе, Селечка планина. Да. На колку е тоа височина? Селечка оди до 1700-1800, но ние сме дошле првите пати кога излеговме до 1200-1400. Крушево ни е блиску, исто пред да почне сето тоа. Крушево сме биле многу пати, не зеле прв пат да ни покажат. Потоа тука го спомна и Пелистерот и така. Да. Како и на кој начин еве да објасниме на нашите гледачи, има некои билки кои се берат во еден период, други се берат во, да кажеме, есен, пролет, лето. Како и на кој начин се подготвувате кога имате некоја поголема берба? Тоа е бара некои посебни протоколи при работа? Бара. Мора брзо да се наберат во одредено време, брзо да се исушат. Така. Ако се спремаат тинктури временски, например, еве мечкиниот лук да го спомниме, во секунди, во минути му поминува лековитото дејство, се спрема директно на терен. Мечки лук или го викаат стремуш? Стремуш, Така. да. Има доста билки што мора на време, сега годишните времена се значајни и треба се тоа да оди регуларно. Меѓутоа сега се е измешано, излегуваат сите билки наеднаш. Да. Времето е топло и морат да се распоредиш, добра стратегија, инаку ништо не правиш. Со берење. Еве, например, дојавува, конкретно зборуваме за мечкиниот лук, за сремушот. Дојавува човек, вели, утре треба да дојдите од тиот други ден, ќе почне да цвета. Шо почне да цвета сремушот? Со него е завршено. Почнува да ги губи лековитите својства. Подготовката е спомна. Се спремаме комплет, земаме тегли, празни бидејќи треба се подготви на лице место. Затоа јачината не може никако да се спореди подготвено дома, со секој час тој губи од
неквалитетните супстанции кои што ги содржи. Носиш на лице место алкохол, носиш на лице место вода, носиш на лице место тегли. В джип преминуваш реки, преминуваш патишта, се качуваш, бериш се комплет, моментално го ставаш и имаш една од најквалитетните тинктури што можат да постојат, што не изгубило ниту еден грам, ниту еден дел од лековитите својства. Веројатно не берете сами, ви помагаат некои луѓе кога одите, меѓутоа ви рековте дека некои билки бараат лично вие да ги берете. Не е проблемот дека ние лично би ги береле. Да има берачи кои што ги познаваат билките, нема проблем. Ми треба тоа. Но ако човек не ја познава, може да ти набери погрешна билка. Така. И сега, ако направиш од погрешна билка чај или било каков раствор или лек, имаш проблем. За да немаш проблем, одиш на лице место, се жртвуваш, тоа е жртвата наша што мора да поидиш, да се пазиш денеска, да не случајно при берење те касни змија или да те нападне диво животно или било како инсект да те касни. Еве сега да кажете на нашите гледачи за подетално да објасниме вашата работа, кој е опсегот на планини кај што ги берете овие билки и правите овие прекрасни тинктури? Да кажеме од Мариово, Пелистер, набројте ги. Да, Мариово, Пелистер, тука се, да речам, Преспас, целиот регион. Најблиско околу нас, тука е Оревоец, тука е Крстец, тоа е грлото на Пелагонија, најчистиот воздух каде што доаѓа од Велешко, целата котлина надолу протекува. Мораме тука да се концентрираме бидејќи ни се најблиску и најлесно можеме да ги сушиме и да ги подготвиме. Сето другото специфични билки излегуваме и надвор од државата, ги собираме. Меѓутоа одиме по на старо правило, билката што најблиску ти расти, таа најдобро делува на организмот. Не за џабе тука Господ ја оставил да порасне и да ти биде. Природа, да. Една дилема или едно прашање. Зошто тинктура, а не чаев или обратно? Тинктурата по-квалитетна обработка е? Едно по-квалитетно, друго многу треба да се внимава. Денеска може да дојде до некаква реакција со билките. Не добро досушено, па преминал во друг процес, па лековитоста не е тоа што треба да биде. Има паразити во нив, има, значи друго ако е спремена, тоа имам читано, извини, Кико, Да. Вика, кога ќе купиш чај првиот ден или ова, мора да го ставиш у фриџер за замрзивач, што викаат кумановци, да стои 24 часа, па да го извадиш и да го правиш тогаш чајот. Има многу исто како што е со храната, на пример, што е добро што се прска да отстои во сода бикарбона, така и со билките, секоја билка сушена, можеби некаде се чувало по магацини, по складови, па глувци, глодари, се може нанезе, лебарки, сепак билката подготвена во тинктура, набрана тогаш, конзервирана како што треба, таа и по 10 години. Затоа тинктурите се поквалитетни, да. Не само што се поквалитетни, од самиот старт кога почнавме, 2001-2002, другиот начин. Да, значи ние заклучивме дека ќе работиме со тинктури. Не знам како да ти објаснам. Најмногу ни се допадна тој начин на тинктури. Најлесно, ако ми треба за било каков микс да треба да се подготви, најлесно е подготвувањето во тинктури. Никој нема да посвети толку внимание на чаевите за да земи толку добро, на пример, сега. Во една тинктура има внатре, има и цветови, има и херба, има и корени. Така. Обичниот човек не можеш ти да посветиш толку внимание на секој пациент, еден половина час или час да му објасниш само начинот на подготвување во неколку реченици. Ама и немаат време да ги варат, да ги спремат. И ова е најлесниот, најбрзиот начин. Станува са бајле, ја зема водата, отвора шишенцето, става капки спрема тежината која што ја има, се дозира спрема тежината, става капки, ги зема и ги пија. Ни 2 ни 3 минути не поминуваат, леко те земен. Кој има време денеска да посвети 1 час на сабајле, 1 час на ручек, 1 час на вечер. Друга работа, билките, пакувањето на билките. Например, ако треба некаде од 30-40 билки, некои рецептури да се спремат. Так. Не може тоа толку добро да се измеша совршено. Треба посебно сите пакетчина да ги има и од секој пакетче тој да зема 30 пати по еден прстоват по македонски што велиме. Така, не е на лажица, да прстоват. Треба од сите 30 тој да зема, да ги групира. Премногу е сложено, поготово за повозрасните луѓе. Да. Капките се чиста работа. И да сгреши ако се капне една, 2, 3, 5, нема никаква штета. Друго, коренот. Не може исто време да го поставиш со цветот и да има ист извлек. Коренот треба да поврие 5-10 минути, па потоа да ставиш хербата, па потоа на крајот само
да биде зачинето со цветот, за да ги добиеш максимум процентот кој што ти треба за да има лековито Како народ дејство. немаме некои работи зачувано и е многу тешко му е на луѓето да се привикнат сега сите тие работи да ги прават. А ова е спремно си го зема брз начин. Живееме денеска во едно време на епидемија на многу болести. Еве да кажеме помина овој коронавирус или COVID-19. Ајде почнеме сега почеток на оние болести кои најмногу ги погаѓаат сите луѓе во државата. Би почнал јас од овие кардиоваскуларни заболувања или холестерол или триглицериди. Тоа е да кажеме една голема епидемија. Точно. Како и на кој начин да го превенираме нашето здравје кардиоваскуларно, покрај на физичка активност, начин на исхрана. Вие давате овдека многу убав начин на лекување преку овие прекрасни тинктури. Треба многу да се посвети внимание. Зошто? Прво, од аспект каква храна се купува, колку се конзумира, да се потроши сето тоа. Билката може, ако дојдеме до ситуација, ако се храниме здраво, ние може би никогаш нема да имаме потреба билката да ја користиме. Проблемот е од старт, кога нездраво ние се храниме, Нездраво, да. идиме до сите тие билки за да ги користиме. А која е здрава Која исхрана е здрава денеска? исхрана денеска Да, се е симптоматична. Не мора и да не е прскано. Некој друг ќе не испрска од озгора и нема проблем. Пак ќе ги внесиме тешките метали и отровите и бактериите и вирусите и габите и ете ги болестите тука се. Еве, вие спомнате пред малку ова е сремуш Сремушот, да. или мечкин Или див лук. лук. За ова има и многу студии докажано дека Така. ова е чудо за чистење на крвни садови. Вие ќе кажете зашто друго, за бактерии, за вируси. Ова е посилно од обичниот лук, не знам за колку, дали за 100 пати. За 20 пати. 20 пати е. Дури мечките го јадат, џабе не се вика мечкин лук. Да. Што прави конкретно мечкиот лук на организмот? Мечкиниот лук конкретно како со четка поминато, кога се чисти борија, чунци кога се чистат, така ги чисти на тој начин крвните садови. Најинтересното кај мечкиниот лук е што треба да се користи во континуитет минимум 2 недели до 20 дена. Студиите што биле направени во Србија посебно и русите што ги имаат направено од познатите руски доктори, фитотерапевти, вели дека ако се користи пак спрема тежината од 20 до 30, 40 капки во зависност од човекот, а ако се користи 3 пати на ден, дека вели ги чисти комплет крвните садови. Како со само рака фатени. извини Дејан. Доктори ви велат дека здрави крвни садови човекот е 100% здрав. Без да кажем нездрави крвни садови организмот е болен. Точно така. Значи ако е нарушен крвотокот, ако се жициве во лоша форма, нема да пренесуваат струја, нема да работи организмот. Така. Запушени крвни садови начин. е старење на организмот. Сите го имаме процесот атеросклероза, уште од бебенце кај секого започнува, меѓутоа неправилниот начин на исхрана и стресот и сето што допринесува плюс е човекот како велиме како се чувствува. Некогаш може да има години, меѓутоа неговата здравствена состојба да е како на 20 годишњак. Да, па затоа се случуваат и они трагични работи, не да Боже се откачува тромп и човекот заминува. Мечкиниот лук или сремушот на најбезболен начин ги отстранува и ги топи, ги разложува во организмот Да. и не дозволува никаде да дојде до наслага, не да Боже до наслаги на тромбој кој што може да се откачат и знаеме дека што може да дојде до Да, тоа е многу лошо. смрт. За срцето е глок. Еве го ова ваша тинктура. Глогот што му прави на срцето? Го тонизира прво срцето, го регулира притисокот, ги средува нервите, помага општо за многу здравствени проблеми. Да, на целиот организам. многу интересна билка е глок, да. Глогот е шумски кардиолог, како што го викаат. Така, да. Да, најпознатите. Значи со глогот што добиваме? Кога се зема глогот, го тераме срцето со најмал напор, да не се малтретира воопшто, да не се напнува, а да ја брка целата работа, да кружи крвта низ целото тело. Начинот на работата на глогот е баш таја, улогата главна. А воедно овој мечкиниот лук и глогот веројатно ја регулираат хипертензија, така ли? И Кој има висок висок притисок. и низок регулира, да. Да, Глогот има таква улога, не само да го намалува, туку да го стабилизира. така, да. А додека сремушот или мечкиниот лук пак, ако многу се земи во поголема количина, тој ќе го снижи крвниот притисок. А што правиме Кико и Дејан
имаме една опасна епидемија или кажам пандемија, па дури и кај најмалите деца, опасната болест дијабетис. Како и на кој начин да се превенира ова, ја викаат, злочудна болест на некој начин? Дијабетот е многу распространет кај младата и повозрастната популација и ако не се лекува прави сериозни компликации. Вие на тој план имате доста помогнато на луѓе да го регулираат дијабетот, па дури и на некој начин да го изфрлат инсулинот полесно. Така. Најпознатите фитотерапевти не ја нарекуваат болест, туку ја нарекуваат состојба. Се случува кај децата. Проблем може од вакцини да биде, па се натаму до начин на исхрана. Да добие дијабет 1. Да. Првенствено од лекарства и од вакцини се случува, како и многу други болести. Не дополнеме слободно. Уштедна работа. Да. Сега имавме случај во Австрија, чупенце, како ја доби, викам, дијабет тип 1 после короната, вели? После корона дете. После короната детето, после прележувањето. Значи, што забележавме кај ковидот? Ковидов може да го Ајде наречат... зборуваме ако за ковид. Да, може да го наречат како сакат, ако лично, индивидуално, Така, кога би да, одговорил, слободно. тоа е нешто модерно оружје, да го наречем, кај што го напаѓа организмот, кај што е најслаб. Еве, например, се крена фама огромна, ковид, најсмртоносно. Како може толку нешто смртоносно сега да го снема? Да ми објасните по 4 години. Да, фактички го снема ковидот. Како го снема ковидот. И како излезе сега, например, дека вакцините од безопасни, од сето, како што беше сето на најголем глас, како што не тераа присилно да се вакцинираме, сега испадна дека AstraZeneca, Pfizer, сите испаднаа опасни по живот вакцините. Да предизвикуваат тромбози, да предизвикуваат ракови состојби и слично. Така. Интересна работа што, например, во обичаени диагнози, билките каде што делуваат, кога вакцината активирала некоја болест, билките не делуваат исто, многу поспоро. Да. Проблем е и самите билки да воспостават, да речам, некоја рамнотежа, Баланс. природен баланс, организмот што лесно може да се адаптира на нив, да се прилагоди. Со вакцината не, се прекинува таа врска. И тука имаме проблем. Да. А неверојатно, овдека, буквално што познам некои луѓе, прележаа корона, уствари за време на корона добија дијабет и уште го влече дијабет, неверојатен феномен, како здрав прав одеднаш добива дијабет. Јас ви кажав, значи, буквално ковидот служеше како тригер. Сега, ковидот кога велиме, тука беа испитувањата, PCR, тука беше самото прележување и тука се вакцините. Значи, на било кој од трите начини да го фати човек еднаш, да го посети, да речам, вирусот, после тоа има проблем. Кај што е најслаб организмот, таму ги напаѓа. Луѓе кои што имаат проблем со кардиоваскуларен, продолжува нагло. Луѓе кои што имаат склоност кон канцерогени во фамилија или слично уште ги немале, тригер се уклучува. Да, и дијабетис исто. Дијабетот Ако треба по 20 години да се активира, по Ова само го 30 забрзуваш. моментално Да, го добива. чуден вирус, немам зборови. И да продолжиме за дијабетот, како и на кој начин вие помагате во тие ситуации кога имаме дијабет 1 и дијабет 2? Типови збора. типови, ќе ви кажам еден интересен начин кој што го користеле Зборате за тоа дево од за Австрија. дијабет 1. За Да. дијабет 1 ќе почнам, за јувенилниот дијабет кај млади Така. лица. Има кај нас, сега кој верува, кој не, јас ви го пренесувам нашиот начин и искуствата кои што ги споделиле повозрастни луѓе кои што се занимавале со таа работа. Еве, например, тука е газијата. Добро. Газијата, пречистената газија, која што ја користиме, ние користиме стриктно од круја. А пишува во рецептите што не има предаено луѓе, вели по 5 капки секој утро да се користи кај дете. Са некој ќе речи газија е тоа сепак кај дете. Тоа е билка ли газија? Не, газијата е пречистен Како дестилат изваден дестилат од водата. од водата која што содржи, таа е запаллива, дестилат на нафтата. На нафта, Но добро. овде зборуваме за природен дестилат од извори, Така. кој што го земаат како во форма на вода, потоа Добро. го дестилираат, го печат како ракијата и се добива петролеј. А, Буквално петролеј, природен да, со петролеј, тушта. на, Така. на прилепски е газија. Газија. Ма така. водата е многу слаба, ја користат водата, таја за кратко време, за неколку дена испарува и да е Добро. затворена во шише и се, и луѓето викаат, зедовме не ни помогна.
Значи, таму локалното население ја користат за камен во бубрек за сосема други диагнози. Не користат за тешки злочудни болести, за канцери. Работата е што треба да биде дестилат, тоа што вели Дејан, за да го има ефектот кај дијабетот. Значи петролејот така како што зборувате ви помага за тип дијабет 1. Помага за дијабет тип 1 и тоа е ретко, ви кажувам, само кај нас е оваа пракса. Добро. А кога се работи од страна на билна база имаме пробувано многу рецепти, но последно време користиме рецепти од еден научник, руски научник, кој што моментално сме ученици во неговата школа. Една од најдобрите во Москва што постојат. Човекот се вика Трескунов. Добро. Ги пробавме нивните рецепти. Јас луѓе не можам да ви објаснам што е навидум познати билки, за нас овде домашни билки кај што се. Но ефектот од овие билки што ги имаме ние, што ги користиме од македонска, од српска литература, од хрватска, од бугарска, ни одблиску, ни оддалеку не се толку како што ги направил русинот, како што ги изготвил, едноставно речено. Немате представа каков ефект има и тоа релативно брзо. Отике дијабетот, нема чекање како кај останатите диагнози. Земаш, даваш, ден, 2, 3, 5, недела. Има ли разлика со 1, 2, 3 единици, ти си веќе на вистинскиот пат. Така. И тврди научникот дека во рок од 1 година, ако се зема редовно, 90% од пациентите се излечени од дијабет. Излечени од дијабет. Дијабет 1 и 2. Дијабет 2 зборувам Дијабет сега. 2, добро. За возраст. Но исто го имаме искористено кај тип дијабет тип 1. Бидејќи тип дијабет 1, извини, малку е покомплициран, различен. покомплициран е, да. Значи ефектот е тука. Да. Нема промршување. Сега... Но кај тип 2, 90% од случаите се излекуваат. Сме имале случај, извини. Да, можеш да му. Човекот користеше не овој рецепт, друг рецепт, нормални рецепти кои што ги имаме овде, 8 месеци во континуитет. Човекот земаше 3 пати апчиња и 3 пати инсулин на ден. Верувале или не, по 8 месеци човекот ги осте и апчињата и инсулинот и имаше понормален шекер отколку ние кои што немаме дијабет. Браво. А со каква диагноза беше тешка? Со срцето? Диагноза со пресадено срце. Со пресадено срце. Да. Браво. Кои се тука билки што ја правите таа смес? Значи, во нашите македонските, ајде да речам српските, бугарските, ги имаме стандардните билки. Како? Листот боровинка, листот дудинка или боболка од бела. Така. Тука ги имаме мешунките од граф. Тука ја имаме коприва. Тука ја имаме смреката. Тука имаме една од најпознатите билки кои што се користи само за дијабет, галегата. Сега сето зависи Тоа галега, тоа не е од наше подрачје? од наше. Добро. Се што ви кажав, се е од наше Добро. подрачје. Сето зависи сега комбинацијата на билките. Но најважното нешто што не пристапуваме еден рецепт за сите, туку одиме холистички. Како? Седнува човек, ќе раскажува неговата приказна, што може да има, наследни болести, дали има притисок, дали има Така. било какви болести и ти седнуваш и правиш еден збир на билки. Но спрема неговата состојба и ситуација, а не едни билки за сите. Тоа е начинот, нели ти на почеток рече донесете нешто и сега на пример овие може сите шишенца да бидат само за дијабет. За различни луѓе. Тоа е толку многу сето да се земи, да се донеси, затоа најдобро да се изслуша пациентот и према неговото кажување да се спреми. Секој пациент е приказна за себе. Никогаш не одиме на квантитет. Секогаш се гледа квалитет да се постигне. Сега ќе продолжиме да зборуваме за овие на ваши тинктури. Како и на кој начин луѓето кај може да ве најдат вас? Вие живеете во Прилеп, така? Да, ние сме во Прилеп. Телефонскиот број ќе може да го дадеме јавно или да го испишеме или па вие ќе го кажете телефонот. Нема никаков проблем, ние и ќе го кажеме, вие можете со скрл да го Да. испишите. А освен пишаното и кажаното, луѓето можат да не најдат на нашата интернет страница Така. билкарница.мк, исто билкарница.мк со исто име на Facebook на страницата и лично можат да не најдат, но сепак најдобро е кога прво би не контактирале, па после би ни дошле на гости, тој што сака да се види лично со нас. Добро. Знаеме дека канцерот е многу лоша болест, за жал многу пати со трагичен крај.
Меѓутоа, и вие имате помагано на луѓе кои имаат тие тешки заболувања. Меѓутоа, канцерот бара па многу сосема поинаков начин на лекување. Овдека зборуваме од една крајност за дијабет и одиме во друга. Кога ќе ви дојде пациент со таа тешка болест, како постапувате? Па вака на почеток кога почнавме, искрено кажано, канцерот беше виша математика. Значи ми беше страв да помислам, а не да му дам на некого лек. Како одат годините, како расти искуството, праксата си го прави своето и литературата. На почеток имавме многу малку. Потоа, после кога навлеговме во руската литература, сосема нов видик, ново поле. Полека, дел по дел, не се плашиш, почнуваш да користиш различни билки и дојдовме до следното. За да се бориш против канцерот, ти треба да го заобиколиш буквално од сите страни. Како на пример. Извини, србите викаат или овие други, како вас колеги вика, вика канцер е болест туге. Вика човекот кој е тажен, кој има маки, вика е предиспозиран да добие канцер. Обично луѓето знаат да си собираат во себе. Да. Тие избувливите многу пати помалку страдаат, бидејќи тој Ја изфрла цела негативна енергија. енергијата, че вика, че додека оне кој си собира во себе, тагува постепено, се гризи внатрешно. Гризи, да. Има, го прекинавме Дејан, има некои луѓе, едноставно, како да се програмирани, не ме бидува, вика. Да не го кажувам тешки збор. Не ме бидува, не можам, не одам повеќе. Сега, на таков човек е многу тешко му го даваш, например, програмот од повеќе билки, повеќе шишенца комбинации, тој сега да ги пија. Тој прво треба да верува во тога што го пија. Треба да е принципиелен, да се надева на лекот. Треба да е смирен, треба да внимава на исхрана. Обично докторите, сега не да ги кудам, веќе се со поинакви гледишта повеќето нив. Меѓутоа дел од нив, да речам со застарени размислувања, му вика јади пијај што сакаш слободно, како тој да е осуден последен ден да му е од живото и сега опушти се готово, ти утре умираш. Во никој случај се пристапува многу строго со пост, да речам, ајде некој диета ќе наречи, меѓутоа многу строго треба да се почни и така да се заврши. Тука спаѓа нема млеко, млечни производи, нема месо. Нема шеќер и нема со што да го рани, освен петролеот, ако се зема, тој се зема на шеќер, бидејќи шеќерот е носач, го носи до местото на канцер. А со се друго треба премногу да се внимава. Посебно пржени работи, варена храна или сурова исхрана, на сокови, на билки и на чаеви. И на чаеви. Да. Ти канцерот сака не сака да се мачи да ја преработува водата. Значи тој кога му даваш чај, тој треба да ги оддели со стојките и да земи да ја конзумира водата за да може да расти. Канцерот е како да ви речам, како да живее друго суштество во вас, буквално. Се што земате, се што примате, тој моментално го разработува како стратегија и почнува да се бори. Сега, канцеров е паметно суштество од една страна, од друга страна не е. Зошто? Тој оди напред се размножува, домајчинов ќе го умри. А кога ќе го умри домајчинов, ќе умри после и самиот канцер. До тој степен оди ова, ајде да речам, тешка болест. Да, што викате, има и една синтагма, вика канцерот е себичен вик. Себичен, многу себичен. Да. Од голема себичност се умира самиот се уништува. Го напаѓа организмот. Значи, она е твоето што праша, например, страдаат органите, човекот кој се гневи, човекот кој што собира во себе, секоја емоција си има свој орган, што го погаѓа органот, и тој страда на некој начин. И после години претрпува голема повреда и се манифестира преку болест. Обична промаја на едно место известно, ако, пример, го удира еден човек, дали по врат, дали по... ќе предизвика калцификати, собирање на местото на и прави главоболка, запира протокот на крв. Обична промаја. Со едно стапче мало, едно место ако го удираш постојано, тоа е го травматизираш самото место. Утре настанува болест. А луѓе тешки шокови во животот што има претрпено, големи трагедии, а сето тоа си го зеле при срце. Кој може да се избори со тоа? Сега ја имаме болест како болест, сега треба да бараме начин како да ја победиме. Кога веќе дошла. А тоа што го спомна за колегите што кажуваат човек што тагува. Обично човек што тагува, поврзано е дефинитивно дека ќе добие некоја болест на бубрезите. А не мора да значи дека ќе добие канцер. Канцер може да добие ако е изложен на зрачење,
Ако му е работното место со вдишување Со на отрови. со отрови, со вдишување на Се закиселува организмот. на хемиски материи. Како се храни? Прскањето од озгора, отровите што ги внесуваме преку храната и првата предиспозиција, генетската предиспозиција. Сега, првиот шок, стрес што ќе го има во својот живот, тоа е како на прекидач да си пошол да си запалил Атомска бомба. ламбата, ја палиш и толку. Так. Почнува. И сега зависи дали ќе биде канцерот агресивен, дали ќе биде неагресивен од времето, колку брзо ќе се развија. Почна да кажуваш дека треба да биде се покријано. Тука те прекинавме. Да. Да. Значи како да биде се покриен? Прво, му намалуваме исхраната му ја намалуваме. Престануваме со шејкери, кажа Кико, престануваме со месо, му даваме само чаеви. После, му даваме билки кои што ќе му престани делбата. Ако му е делбата намалена, го успоруваме растењето, со тоа му го продолжуваме животот на пациентот. Со друга билка, делуваме на метастази, да не пушта метастази. Со други билки или микс на билки, правиме да не се градат крвни садови, кои што преку нив тој ќе може да се храни. Тачно. Му ја скратуваме храната. Делуваме на хормони. Хормонално. Ако делуваме хормонално, ако ги стабилизираме, да не оди тестостеронот или естрогенот да не одат нагоре, пак го спречуваме во растењето. После имаме билки кои што пак, еве на пример адаптогени билки, еве ќе го спомниме овде. Да, ова е за канцер. Да. Астрагалусот е адаптогена билка што делува на цело тело и вклучувајќи го и канцерот. Так. Еве тука пак ќе ја спомниме и кај И притисок мела, чувена и и мела, мелата. да. И мелата е една од билките кои што се основни против канцер. Најновите методи му вбрзгуваат екстракт од имела директно во коските. Најновите методи во Швајцарија, значи Директно, пак да. се враќаат на билките. Тачно. Колку и доди напред науката, пак се враќа на. Сега дали е точно, имам прочитано дека коренот од луварче исто перфектно е за канцер. Малку е преувеличено спрема мене. Значи тоа што кажуваат убива моментално, да убива, ама покрај него треба да се користат и многу други работи. Така. Оти на пример, никогаш јас лично не би оставил некој да му дам само само земи го астрагалусот, лечи прво сува, па ќе пробаме со друго. Болните од канцер немаат втора шанса и Не е трета. обична кашлица. Значи мора да се нападне фронтално што е. Земаш, удираш со се што има. Што да земаме прашуваат? Земајте се што ќе ви речат природно. Еве ја нашата терапија, но немојте да се ограничувате само на нашата терапија. Земајте се што можете природно. Тука и пелинот го спомнуваат, пелин. Сладкиот пелин, Светлиот да. пелин, да, он е исто добар за Одличен заради артемисинот. така. Тој си делува на малку поинаков начин, се зема со железо и со витамин С. Обично клетката од канцерот е секогаш побогата со железо, на тој начин се дотура железо и се убива, а витаминот С е пак носач. Како што шеќерот е носач кај газијата, го носи до клетката на ракот. Доаѓаат ли кај вас пациенти од канцер? Редовно. Само За кој тип, сега вака, може би неблагодарно се зборува, за кој тип на канцер вие имате, да кажем вака, Искуство? искуство и добри резултати? Добри резултати кај рак на простата, рак на бели дробови, рак на црн дроб. Најчесто, најзастапени, кога ти се најзастапени, Чекат, ето, да. Кога ти се најзастапени, гледаш резултати преку 3 дена, да речем. Отколку кај другите кои што се поретки. Така. пак е она истото, многу земаат, меѓутоа кој е принципиелен до крај да го издржи нешто. Најбитно е, еве, сите велат, кога ќе дојде пациент болен кај вас, мора да биде, како да кажем, психички среден и кога ќе му кажете вие тоа, он мора бескрено да верува во тоа. Да има оптимизам, да има верба, дека тоа што му го давате ќе му помогне. Значи, многу е интересна таа работа што ја зборуваат сите. Автосугестијата, ако дојди тој настроен, дека Дејан и Кико ќе ми помогна со нивните билки, 40% кај него е решен проблемот. Така е, да. Пред да дојди, ни помогнал, поточно си помогнал себе си, не ни помогнал нас. Сме имале пациенти навечер, например, во 12 да му заврши шишенцето, се јавува, страмот е да дојдам или не, дојди слободно. Тој си го зема шишенцето и си продолжил.
Да, значи упорен има воја. Обично луѓето не сакаат да зборуваат, меѓутоа сме имале ете излези во весници, не објавија, беа презадоволни. Еден случај каде што човекот имаше проблем имаше ХОП диагноза, белодробна обструкција. Емфизем и не можеше, ја користеше марихуаната, меѓутоа таа не му помагаше, бидејќи му ја намалуваше спирометријата. И беше оставен само на нашите природни работи. После 3,5 месеци, 4 немаше, 3,5 месеци дојде, така беше врнежливо времето, и ја дава диагнозата, вика денеска се слушнав со докторот, имаше 4 на 8 сантими, цела риба буквално во белите дробови. Плачеше тој, плачеше син му, вика нема ништо. И докторот му рекол, не сакам да те прашувам досега што правеше, како правеше, само продолжи така, ти си излече. Така. Сме имале такви случаи што сакале луѓе да кажем, а инаку ретко кој сака да сподели, па макар да се работи за некоја радосна приказна. Да. Само момент пред да продолжим. Микрофонот те молам намести. Сега уште ова би сакал да ве прашам, други болести кои вие лекувате и кои имате соодветни резултати на пациенти покрај овие што рековме дијабет, канцер, крвни садови, друго на кои болести најмногу имате фокус и помагате на луѓето? Нема фокус. Се јавува и најчесто како што не прашат ти, дали имате флаер или нешто слично. Ние треба да му даваме книга на пациентот да ја земе да прелистува. А најлесно тој кој ќе дојдеш да ми речеш Дејан, ми треба за бронхит. И има Маријан повели за бронхит. Толку најлесно. Се јавуваат со тешки диагнози, медицината крева раце и се обраќаат по билкари, се обраќаат по лековити води, како што сме овде наместово. И доаѓаат кај вас после? Да, доаѓаат кај нас. Луѓето едноставно скренале раце сите од нив и сега вие сте ни последната шанса. Знаеш како? На почеток, 2012-13, кога прв пат отидовме кај Баба Рада, излегуваме и ти се јавуваат отпосле по 150-200 души. За една диагноза. За една диагноза, тоа е најстрашното, најтешкото. Правиш селекција, од нив имаш стални 5 до 10 пациенти. А рестото е сето за информации. Додека сега, после толку години, се смени. Сето е откажано. Откажано, прекажано, тие пациенти ти се јавуваат и 99% безпрекорно веруваат дека ќе му помогнеш. Кај нив 40%, како што кажав, е веќе решен проблемот. Така. Ова е интересен назив на билка мирта. Да ви кажем прв пат слушам ова. Што е мирта? Миртата е едно интересно растение кој што го немаме овде кај нас. Што направивме пред неколку години, пред 5-6 години, читав за миртата, ми беше многу интересна, кај ја има Грција. Колата, одиме, го земам Кристијан, земаме комплетна опрема за снимање и одиме ја снимаме миртата. На лице место. Не само што ја снимивме, туку и си набравме и почнавме да ја користиме, па едно 7-8 година или 10 години веќе ја имаме миртата во нашиот асортиман. Миртата е едно многу интересно билче која прво што го прочистува воздухот. Значи страшен чистач на воздухот. Да ја имаме кај нас насадена, може и да преживее. Ако расти по крај море, може и кај нас да преживее ако корените се добро заштитени. Миртата прво и основно германците, јас како што видов во Германија, секој втор производ кој што се користи за горен респираторен тракт, фарингит, ларингит, синузит, секаде ја има само миртата и тоа користи како монокомпонентна билка. Ерно, ама кога почнавме да работиме со незе, миртава помага и страшно многу и за како што помага водава кај вас овде. За нервен систем. За нервен систем е страшна. Значи едноставно самото име кажува носи мир. Мир, така, мирта. И секако ја користиме кај најразлични проблеми, кај анксиозност, кај депресии, кај несоници, било какви поврзани со болести, со душевни болести, секоја врска, миртата има одличен резултат. Се што треба да се внимава кај незе е само да нема алергија. Никој кога пробал човек кај нас мирта, кога ја немаме кај нас. И знае благо да го покачи притисокот, кај луѓе кои имаат проблем, и на тоа треба да се внимава. Сега добра е за психичките болести што одредени билки ги прават луѓето пасивни. За хемијата веќе да не зборуваме. Одреден лек го прави билка човекот да види. Само да спија. Кај миртата е сосема поинако. Ја зголемува само довербата кај човекот.
го прави ведар, да се дружи со луѓе, Така. што тоа е проблем кај луѓе со нарушена психичка состојба. Таа делува сосем спротивно. Што правиме, Кико и Драгане, со алергии? Тоа е еден многу загрижувачки тренд и кај помладите генерации. Алергијата, знае, некогаш да создаде многу здравствени проблеми кај луѓето. Многу пациенти се јавуваат во последно време со алергиите. Сега, да ми простат докторите, не сакам да навредувам никого, но пристапот кај алергиите во 80% случаи е погрешен. Одма се пристапува, значи ако погледаме во една недела, во 2 недели, ако од апчињата против алергија, дека немаме никаков напредок, одма пристапуваме од друга страна на алергијата. Русите овде во овој случај, без разлика кога се работи за алергија или уртикарија или алергијски ринит, сето е база алергија. Што имаме тука? Имаме загадување на крвта. Ако ја прочистиме крвта, имаме резултат од недела до 2, толку брз резултат. Гледаме дека сите оние апчиња кои што се препишани во врска со алергијата, без разлика дали се антиалергетици или дали многу пати пробуваат со антибиотик, да не случајно му смета или нешто слично, значи тука не е за таја намена. Овде имаме само прочистување на крвта, на најнародски јазик кажано, ако ја прочистиме крвта од алергените, се повлекува и ќе го видиме многу брзо резултатот. Пак, билките што се околу нас. Како се чисти крвта, со кои билки најдобри резултати има? Најчесто брезата е тука, диуретиците се тука. Тука имаме една од најдобрите антиалергенски билки, тоа е виола, триколо или тробојната љубичица. Тука ги имаме Билката што ја сакаш ти, чичокот. Чичек, да. Да. Чичокот, добар. брезата ја спомнав. Тука е валеријаната, тука е маточината. Ако се со седативно дејство, но тие одлично го прочистуваат, ја прочистуваат крвта. Тука е коњското опавче, тука ја имаме шипинката и имаме огромен број на билки кои што како заедничко, како во една симбиоза кога работат, билките се совршени. Например, ние, имаме например имела. Таа ми се Имела, да. Имела, една. Таја една, знаеме конкретно што може да делува. Ако ја земиме миртата во комбинација, ајде тука до пола пат знаеме како делува. Ама ако го земиме сега како трето влогот, тука губиме таа симбиоза што може да се направи и ефектите што може да ги има. А нагоре 4, 5, 10, 20, 30 билки, ефектот е страшен и во ниту една книга никој не може точно да објасни докаде може да оди позитивниот ефект или негативниот. Сега да ни кажете како Кико и Драган го започнуваат денот, со кои билки и како начин го почнувате денот. Чаша вода, веројатно. Кико и Дејан си варат чај на почетокот од денот од Сабајле, посебно кога ајде се постни денови, дали редовни, дали пости, тогаш е задолжителен чајот и медот и сокот од лимон, свеж цеден. Зошто лимун ве прашуваме? Сите викаат лимун со млака вода. Лимонот е едно заради витаминот С, друго многу научници е страшен чистач кога се користи во жежок чај, самиот лимон. Одлично Жежок? го чисти, да, одлично го чисти организмот. Од отрови, од се. Од отрови, го појачува дејството на самата билка, на самиот чај. Мислам дека комбинацијата е одлична. И медот. Се разбира медот да Мед, биде да, чист да. мед, не е мед шејкер Така. да се користи. Ги користиме чаевите, например некој пациент ни се јавува и ми кажува ова ми помогна, презадоволен сум од ова, едноставно не мотивира и ние да почнеме покрај некој друг. Ние сме му препорачале него. Меѓутоа ние, како грчарот со скршено грне, сме лош пример према другите пациенти тоа што користат. Многу малку ги користиме билките во споредба со нив. Меѓутоа, ефектот што ни се враќа, како фидбек назад, ни вика некој, таа билка толку ми помогна за ова, толку ми помогна за некоја друга дијагноза. И си велиме сега, па и ние тука негде сме со некоја болест. Нездрава исхрана, брз живот, трки секојдневни, стресно, цело време стресно со дијагнози со пациенти.
И си велиме зошто кога на овој пациент му помогнало толку, зошто се ние му го препорачуваме, а ние не пијаме од него. И така сето тоа не мотивира и ние да почнеме чајвите и билките да ги користиме колку можеме повеќе. Да, наутро, значи чаша вода лимун, чај, билки. Тинктурите ни се приракат, и тие нема бегајно од нив. доручек, воќе веројатно, овоше. Не. Јас не можам да лажам, ќе си кажам вистина како што е. Добро. Секој си има, ако сме ние двајца браќа, секој си има свој начин. Да. Станувам од Сомали, верували или не, прво што ми паѓа на памет е едно нескафе со млеко и со 5 јајца од препелица. Значи тоа содржи толку многу натриев, минерали и витамини. Нескафето ајде да го тргнеме како лоша состојка, но млекото е тука сепак и имаш негде 3 часа овозможен оброк да не огладниш воопшто. После тоа продолжуваш. После нескафето може еден добар чај, и то чајави најчесто, бидејќи сме секој ден во, хајде да не речем во гужва. Тука е овесот, тука е мајкината душица, тука е планинскиот чај и тоа. Одиме, јас конкретно си ја пратам, тука се многу добри јапонците. Јапонците велат, на сабајле, една чаша жешка вода голтка по голтка, за да го разбудиш буквално цел организам. Малку желудников ќе се буни, не му одговара жешко, но ако земиш жежок чај, голтка по голтка, прво што ќе направи, ќе ги раздвижи цревата. Второ што ќе направи, ќе ги стопи маснотиите кои што се најдуваат на најтешкиот дел, висцералните масти. За останати од претходниот ден. Од претходниот ден. После тоа една чаша чај, имам направено еден микс специјално од билки кои што го подобруваат варењето. Како на пример анасон, кардамом, ким, копар и карамфилчи и цимет. И цимет. Значи посовршено нешто не може да постои. Едно лајче и веќе си од сите токсини, сето е врзано внатре во стомакот, немаш проблем за после кај 10-11 часот да почнеш да си касниш нешто како што треба. И јадењето зависи што ќе ти се падне до рака. Дали ќе биде денеска некој тост или ќе биде некоја супа добро приготвена, сето зависи од моментот кај сме. Дали треба да одиме на терен да бериме билки, или треба да се видиме со пациенти, или треба да подготвуваме лекови. Сето зависи од самиот момент. Али тука имаме уште една работа која мора да ја разјасниме, вие ќе кажете. Кога цревата, тенко и дебело црево се полни со токсини, со отрови, буквално сите болести настануваат од таа работа. Точно. Како и на кој начин треба да ги чистиме нашите црева, затоа што велат ако не се цревата чисти, буквално сите болести доаѓаат од тука. Да, обично е така. Како и на кој начин има билки специјално за чистење на, се забрзува метаболизмот, се чистат на слагите од цревата. Што прави на организмот ако цревата ни се, како да кажем, загадени, односно затруени со се живо и диво? Та цел организам се труја. Цел организам се мачи, не функционира. Кожата е, например, лакмусова хартија. Сите болести излегуваат преку кожата. Сите, ајде да речам, секоја таква манифестација од кожните доктори е наречена или атопичен дерматит или екзем. Меѓутоа, тоа е, ги има многу атопични дерматити, многу екземи врсти, ама сето е внатре. Многу е лесно да диагноза да се донеси екзема тие, кожно и сега бараш чаре за екзема. Користиш кортикотерапија, кортикотерапијата е како федер, дури мачкаш поминува, престануваш да мачкаш, се враќа во 10 пати полоша ситуација. Меѓутоа сето однатре. Ако се чисти внатрешниот организмот, никогаш нема да дојде да се манифестира на кожата, да ги покаже симптомите. Например, кај русите, кај нас да му речиш на некој дека има дисбактериоза, доктор да му диагностицира, ќе рече, ова нешто не е во ред, дисбактериоза не се смета за диагноза кај нас. А кај русите, секој пациент што ќе појди втор, трет, да речам, дисбактериоза. Кога се поремети балансот на добрите и лошите бактерии во цревата, тогаш почнуваат трулењата, заостанувањето на храна, на остатоци во дебелото црево, се што е во дебелото црево, се комплет оди во крвотокот. Си правиш автотоксикација, автотруење. И со една обична тинктура, обична во наводници, за дисбактериоза, се решаваат еден куп проблеми за да не дојди после до оштетување на црн дроб, да не дојди до оштетување на желудник, да не дојди до оштетување на панкреас, пак така и на цревата. Што правиме денес со псоријаза? Псоријаза исто така е, тоа е автоимуно заболување, така?
автоимуно многу интересен пак пристап русите. Кај нас, например, одиш, масвач ја земиш Сакам да чемачка. кажам, многу непријатна болест се чувства Да, човекот. страшно, страшно. Во медицината е неизлечиво. Да, да. Човекот се чувства многу Сме непријатно. имале случај, сме виделе многу, човек, не е битно од каде, од Македонија, имал пари и купил вакцина, веројатно, која што чини $15,000 од Америка против псоријаза. Му ја ставаат на човекот, ја плаќа, 6 месеци стакло, ништо нема ни трага. По 6 месеци, 20 пати полоша ситуација од колку што бил. Сега, тој што пробува, кој сака слободно нека кажи, тој што пробува со мачкање само надворешно да ја излечи, јасно велам дека тоа не е возможно. Утврдам. Ако не се исчисти внатрешно, нема излекување на псоријазата. И псоријазата е релативно долг периодот. Периодот на лечењето од 6 месеци до 2 години. Сега, тука има многу други фактори. Например, ние не сме со пациентот цело време, за да видиме со што се рани. Прво, псоријазата не сака кисело, не сака луто, не сака солено, не сака зачинето, не сака алкохол, не сака цигари. Еден напад од тоа, например, или да се изнервира човекот. Сме имале одлични резултати кај пациентов. Супер 3 месеци. Му се случува собрајчајка во фамилија. Другиот ден му е вратена на почеток. Ама сите не кажуваат. Многу од нив Да. нема да кажат, а ти вели направи ми споредба, пример за колку време би се исчистило кај мене. Ама секогаш може и секој стрес да ја активира уште повеќе. А не сме ние постојано до нив. Секогаш треба да имаат разбирање дека билките до одреден степен лекуваат, меѓутоа и со нив самите треба да поработат на самите себе си. Во ова наша пракса, извини, Да. во ова наша пракса 95% случаи псоријаза што имале, без да ми кажат, но колку време имаш 6 години? Добро 6 години. Стрес голем на 6 години? Да, имав. Постои таква книга, имам прочитано што за секоја кожна болест, псоријаза, екзем, например, витилиго и слично, да читаш, да му прочиташ на пациентот, буквално вели ми го раскажуваш животот. Јас не ти раскажувам, некој попаметен од мене седнал и го напишал тоа. Значи, определен стрес активира определена болест, ако нема генетска предиспозиција за тоа. Пример, татко ми вели имаше псоријаза. Псоријаза ќе добие и тој при првиот стрес. Исто, го уклучува на прекидач. Така. Начинот е тој. Да ги кажеме вашите телефони јавно за луѓето да ве најдат кога ќе има здравствени проблеми. Кико повели твојот телефон. Мојот е 075 777 302. 070 570 742. Да, во прилеп и да помогнете на луѓето кои што сте правили и до сега. Сосема при крајот на овој разговор, вашата визија останува да помагате на луѓето и понатаму. Мислам дека нема посветен човек кога ќе знаете вие дека сте му помогнале, на некој начин тоа и вас ве прави горде. Не се опишува, знаете како? Парите ги земаш. Луѓето си плаќаат. Многу поштено си плаќаат и парите се трошат. Ама сатисфакцијата што ја кажуваш, мене ми помогнува и еден куп. Така. Да ти Ви пушта дава- благослови еден куп. Тоа не се опишува чувството за да ви го кажам, да ви го пренесам. Тоа ве мотивира уште повеќе да работите на ова поле. Така? Да. Дефинитивно. Радоста на смевката. Кај некој што се излечил, тоа нема цена. Нема цена. Дали покрај Македонија и работите и вон нашите граници? Имате ли пациенти вон Македонија или? Доаѓаат. Да. Ако Но. побараат помош, ние никогаш не откажуваме каде и да сме. Дефинитивно, но сепак, ние си ја сакаме Македонија, си го сакаме нашиот македонски народ и не ги оставаме. Тие имаат првенство тука. Секој што е надвор, значи ќе биде после нив. Дефинитивно. Сепак ние сме двајца. Да, вие сте 4 раце. цитираци и работите неуморно. Една ваша лична порака до граѓаните на Куманово и па и на Македонија, како и на кој начин да се го превенираат здравието, што вие би ги советувале? Оставете го стресот на страна. Тоа е број еден проблем. Оставете го стресот на страна, 80% од болестите сте ги оставиле. Гледајте малце. И добра мисла секогаш. Добра мисла, знаеш како, Мријан, и позитивен и негативен стрес е стрес.
Така. Нема поделба на стресот. Оставете, не се ни дадувајте премногу, а немојте па ниту многу да паничите или да жалите. Без разлика што и лошо колку и да се случи. Не можете да ја вратите ситуацијата назад, а нема да си наштетите себе си. Тука спаја физичка активност. Задолжително. Задолжително, да. Барем еден половина час ако не друго. Во природа. Да не Да, биди на да, асфалт, да биди по нормален пат, да речам, со трева, со земја да биди. Да се пешачи. Најдоброто порака? нешто. Секогаш секој од гледачите да биде свој. Да не гледа некој како се храни, да не гледа некој како се облекува, да не гледа некој со кој се дружи. Значи секогаш да си биде свој. Ако мирот си го најдува овде седејќи во кафанава и пиејќи вода и е пресреќен, нека не бара некој на другата соседна маса ако пија виски или ако јадиш колки или тој не е повеќе среќен од него вода што пие обична и што ужива со добар пријател или во добро друштво. И да нема што викаат утопистички идеали, да има 3 стана, 2 джипа. Ништо нема крај на богатството, на собирање и на така. секогаш ќе има некој побогат од тебе, секогаш ќе има некој со подобра Поуспешен. кола, со Поуспешен, така. Да, нема крај едноставно над преварот. Надпреварувај се прво сам со себе си, да бидиш подобар човек. Ако се победиш себе си, ќе можеш да му помагаш многу повеќе и на другите. Ако си имаш пример личен, а не некој нешто направил, некој нешто постигнал, некој некако се хранел, некој некако се молел. Значи многу добро работите се поставени, само кој сака да ги види. Да не спуштиме некоја борец каде што имате исто така добри резултати, спомнавме се. Имаме испуштено секако, не можеме се малку ни е 24/7 да се седиме и да си кажуваме Да, цело време. Така да и ова што кажавме, ја начнавме темата, друг пат, кога сакате, ние сме ви. Во секое време, Да. Да ги обработиме детално борец по борец. кога сакате во секое Зошто време. да не? Зошто да Ние не? не откажуваме. Еден час зборуваме ташо, ви благодарам што бевте гости во Куманово, да ни дојдете пак и да разговараме за овие интересни теми. Еден час како 5 минути. 5 минути. Помина. Толку за Благодариме на денеска, поканата, поздрав од Марија. ресторан Куманово Спа и се најдобро.